Министерот за економија Крешник Бектеш изјави дека Македонија ќе бара други пазари како што се Европската унија, ако Русија продолжи со мерки како што беше блокадата на увоз на праски од земјава. Тој рече оти не навлегува во тоа дали руската блокада за праските која стапи на сила од вчера е политичка одлука или не, но дека секоја држава има право да донесува своји одлуки. Што се однесува до Русија, како што знаете, Република Македонија е насочена кон Европската Унија и да стане член на НАТО, па тие ако стават некакви блокади, некакви мерки врз Република Македонија, ние како Министерство за економија, но истовремено и другите институции ќе бараме нови пазари за да не останат праските во Република Македонија, а наш најголем партнер е Европска Унија и тие сигурно ќе бидат подготвени за да се набават со наши продукти. Јас не би навлегол на тоа дали е политичка одлука или не, но ние, имајќи го во предвид дека имаме голем пазар и најмногу соработуваме со Европска Унија и со нашите соседни држави, ние како држава ќе најдеме други пазари ако тие стават мерки за нашите продукти. Одлуката на Русија со која се стопира увозот е поради наводно пронајден црв во пратките. Станува збор за времена забрана што ја објави Руската федерална служба за ветеринарна и фитосанитарна контрола на својата интернет страница, но македонските власти за нејзиното воведување не добија официјално известување. Во меѓувреме откупувачи од Росоман стравуваат дали повторно ќе им бидат вратени камионите кои моментално се на руската граница. 3 шлепери се веќе на пат кон дома. Велат дека од еден вратен камион губат од 4 до 5.000 евра. За нив симптоматично е и тоа што моментално без никаков проблем извезуваме во Украина, Белорусија, Норвешка, Романија и Хрватска и никој не правел проблем. Инаку околу 80% од македонската праска досега стигнуваше и се продаваше на рускиот пазар.